Добро, почитуван председател на Комисијата за европски прашања, почитувани екселенции, почитувани колешки и колеги пратеници, почитувани медиуми и гледам представници од невладиниот сектор, така да добри дојдовте во собранието и колегите од секретаријатот за европски прашања. Драго ми е што денеска сте тука заради тоа што често пати вилам како човек кој што помина повеќе од 10 години во секретаријатот за европски прашања. Најверојатно токму вие имате заслугата за тоа што денеска можеме да говориме во однос на ова прилично долга административна и аналитичка операција која што се вели скрининг, е токму еден вид и наградење на зајакнување на партнерството помеѓу нас и Европската унија и се разбира, добре дојдовте во собранието на Комисијата за европски прашања, господина Маричич. Имено навистина морам да заклучам дека во делот на претходните мои говорници, а да не звучам како опозиционер кој што, по секоја цена би сакала или би тежнеела да го искритикува говорот, меѓутоа морам да заклучам дека вашите говори навистина има многу повеќе политички сегмент отколку она што е суштината на овој процес. И зашто го велам тоа така, ќе бидам навистина конструктивна и кратка и ќе почитувам препораката на председателот на Комисијата за европски прашања. Заради тоа што навистина треба да се разбере дека овој процес подразбира реформи. Подразбира реформи, подразбира зајакнување на институциите и во делот вашиот говор морам да признам дека допрва говорите за реформска агенда, допрва говорите за реформски план или траекторија. Би звучало многу несериозно, би рекла дека во една оваа фаза од скрининг, кој што се разбира не значи преговори, меѓутоа подготовка за преговори, ние допрва да говориме за реформска агенда. Се чинам дека повеќе е јасен патоказот по кој што ние како држава, како институции, вие како влада и ние како пратеници имаме одговорности што треба да превземеме. А тоа е многу јасно, дека треба да превземеме реформи кои што ќе се однесуваат на правосудството и јавното обвинителство. Чинам дека само пред 2 недели овдека говореше, ги презентираше, тоест приоритетите на Шведска, низината екселенција, и во истите тие презентации зема збори амбасадорот на Европската унија, каде што јасно го искажа своето разочарување во однос на случувањата во месец декември, за кои што за жал сведочавме во делот на судството и правосудството. Чинам дека вице-премиера повеќе од јасно е дека треба да испорачаме реформи кога се говориме за судството и правосудството. Последните сочувања во делот на медиумите и тоа како загрижуваат, потука повеќе од јасно е дека ние треба да обезбедиме слобода на медиумите, слобода на говорот, слобода на мислата, да ги почитуваме човековите права. И се она што е наведено многу јасно во Копенхашките критериуми. Како што кажавте, овој долг процес и ќе го надмине мандатот и на било кој пратеник и на било која влада. Меѓутоа, истовремено, кога се осврнувате критички кон било кој политички субјект, би требало да знаете или пак посветувате најголем дел од вашиот говор на одреден политички субјект, би требало да знаете дека толку тој исти политички субјект ќе обезбеди првата препорака за отпочнување на преговори, заедно со институциите во соработка со меѓународната заедница ја испорача и визната либерализација на Република Македонија. Исто така го започна и високиот пристапен диалог. Имено, јас сепак ќе се задржам на потребата и на значењето на овој значаен, вистина значаен процес. Би сакала да се усврнам или уште повеќе да препорачам дека ние, како Комисија за европски прашања, и тоа како би требало и понатака, нека биде ова прва фаза заедно со секретаријатот за европски прашања, каде што овој процес би го изградиле многу потранспарентен и поинклузивен. Чинам дека јавноста, граѓаните имаат потреба да се доближат или овој процес да се доближи повеќе до нив и да добијат многу појасна слика во однос на нашите обврски, во однос на нашите чекори и во однос на тоа што значи ова за граѓаните, што значи ова за граѓанското општество, што значи ова за економијата, за
судството и правосудството, па дури повеќе што значи ова за секојдневното функционирање на граѓаните. И во однос на за што и како што и започнав, а тоа е администрацијата, односно човековите ресурси. Многу малку, најверојатно, ние говориме во делот на човечките ресурси, колку тие се значајни, и особено инвестицијата, зајакнувањето и надградувањето на административните и институционалните капацитети, кои што имаат, можеби, и најголемиот товар или уште повеќе обврска да го предводат овој процес. Ние, за жал, во рамките на Комисијата за финансирање и буџет моравме дури да посведочиме дека одредени институции немаат доволно буџетски средства како би можеле да ги испратат своите представници во однос на скринингот со станоците во Брисел, и ценам дека тоа е обврска која што ние мораме да најдеме час поскоро решение како би ја надминале, заради тоа што на крајот на криштата тоа говори и колку ние вистински сме посветени во однос на овој процес и уште повеќе дали овој процес на вистина сакаме и цениме дека треба да ги примениме нашите европски вредности, или сепак ќе послужи како една пиар алатка додека одредена влада ја има моќта и власта. Затоа ќе заклучам. Посакувам многу успех во однос на скрининг процесот. Навистина ценам дека Македонија во сите изминати години направи многу и заслужува да биде дел во овој процес, исто како што заслужува и да започне преговори. Меѓутоа, сепак, обврската во однос на тоа кој ја презел и од што зависат преговорите, најверојатно ќе треба во едно подогледно време владата да објасни зошто при непостоење на консултативен процес на сите политички субјекти има превземена обврска која што не може да испорача. Ви благодарам многу.